Večno ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Титов пропаст се наоѓа над брезница кон браната. Пропастите се подземни карсни формичи влесе на површината на теренот и се спуштаат во длабочината на карбонатната маса преку кос или вертикален канал. Кај нив услов е вистинското растојание меѓу влезот и дното кое треба да биде поголемо во однос на должината на хоризонталната проекција на пропаста. Во зависност од степенот на влијанието на карсната, односно механичката ерозија на водата што понира, во класификацијата на пропастите може да се издвојат повеќе типови. Карсните пропасти се создаваат под дејство на карсната ерозија, со растварање на пукнатините. Тие се суви пропасти во кои нема подземни водени текови. Црквата Света Тројца. Света Тројца е православна црква во скопската населба Маџармалово, општина Центар. Удирање и осветување на камен темелникот бил извршен на 11 октомври 2014 година од страна на поглаварот на Македонската православна црква, неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Црквата се наоѓа на темелите на претходно разрушениот храм во 1503 година. Осветена била на 15 ноември 2015. Света Тројца, македонски православен храм во скопското село Долно Лисиче. Таа се наоѓа во близина на сред село од десната страна на патот кој води кон селото Јурумлери и мостот на реката Вардар. Внатрешноста е живописана со нови фрески кои се дар од семејствата кои живеат во Долно Лисиче. Според надписот на камбанаријата, таа е подигната во 1991 со благослов на тогашниот поглавар на Македонската православна црква и македонски архиепископ Гаврил. Во склоп на црквата се и селските гробишта кои се одделени со ѕидови. Црквата Света Тројца во селото Бардовци. Во кругот на црквата постојат конаци, помошни простории, трпезарија и гробишта. Фасадата е обновена и обложена со камен во поново време. Во внатрешноста има убав фреско живопис, дар од селските семејства и надписи на современ македонски јазик како и на старословенски. Црквата била осветена во 1925 година. Во неа се зачувани записи на 2 мермерни плочи. Од надписот на самиот влез на црквата може да се прочита дека храмот посветен на Света Тројца бил разрушен за време на катастрофалниот земјотрес од 1963 и возобновен со доброволни прилози од мештаните на село Бардовци, а е осветен од неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски Доситеј на 3 октомври 1976. Она што е интересно е дека кум во 2014 година бил Дитер Клеес, германец кој 20 на години живее во Бардовци, кој само иницијативно се пријавил и станал кум на црквата, иако е католик. Večno ja sakam, postaja